Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дан се макабре. Вечерашниот гостин беше составен дел од емисијата минатата година по повод 15 годишнината од постоењето на бендот, кој еманира одлични звучни бранови од Охрид, збогатувајќи ја домашната музичка ризница, а кон крајот на минатата година додадоа уште еден наслов на нивната богата дискографија, бесо на дремка на брегот на младоста, нивниот четврт албум, за кој ќе разговараме во текот на ова издание на емисијата. Со мене е вокалот на бендот Hardface, Димитар Савески, добре дојде. Здраво, Златко, добре ме најдов. Со разговорот кој што иницијално го водевме во минатото твое гостување, ги напоменавме концертите на кои се одвива по повод годишнината од вашето постоење и тоа и беше воопшто поводот на претходното гостување, меѓутоа напоменавме дека 15 годишното активно музицирање што представува цифра достојна за почит и за плодна кариера, која треба да биде стремеш пред се за еден бенд. Сега јас ве гледав на концертот во Скопје, во МКЦ, се наполни и не прошетавте низ годините со помош на вашиот материјал. Колку што можев да видам од видеото кое го објавивте и од разговорот со моите пријатели, енергичен бил истоимениот настап во Керал, интимниот пред се. Да, Охридскиот Керал. Така, како поминавте, кажи ми, во Лонгони, а како во бугарскиот Grindhouse? Како реагира на ова ретроспектива што има? Мини турнејата по повод 15 години Hardface всушност беше многу интересно дешавање. За мене посебен кеф, пошто Климо се врати од Америка. Така. Го немаше долго време, се врати. Тоа беше одлична прилика да се врати за 15 години Hardface, пошто тој бил дел од претходните 3 албуми, нормално, многу јасно. И супер беше, Охрид беше sold out, Лонгони беше преполно. Лонгони во Битола беше супер, како и секогаш Битола ми е една од помилените сцени наши македонски. Супер. После Скопје и Охрид нормално. Битола беше супер, после бевме во Софија, Софија исто беше доста солидно. Добар концерт. И Скопје финалето беше лудница, можда од топ 3 концерти за мене до сега. Одлично. Во Бугарија како реагира на овај калейдоскопот на материјалот, заради тоа што свиревте буквално од се? Бугарија не ни е нешто ново, ние таму можеме да свириме да наречеме еднаш годишно. Така да веќе имаме и таму некоја база на кој што растела со вашиот наводници, звук, следбеници, фанови, како и да се наречат луѓе кои што уживаат нашата музика. Така да Бугарија беше супер. Добро беше, да кажам, и таму беше прилично полно во Grindhouse, супер концерт. Супер, сега да ги напомениме предстојните концертни настапи кои што ќе бидат во склопот на издавањето ваше на новиот албум. На 15 февруари и на 14 февруари, каде ќе може луѓето да ве погледнат? Да, вака, значи сега имаме две концертни промоции, Битола 14 февруари и Скопје 15. Така. Идејата беше начелно да имаме два концерти и така и остана да бидат во Охрид и Скопје. Али имавме малце проблеми Охрид со клуб, не успеавме да најме соодветна локација што имавме ние замислено, не сакавме да биде баш промоцијата во Керал. Така. Пошто сакаме малце да и визуелно представиме некои нешта за новиот албум и Керал реално не ни одговараше и сакавме да биде во некој нешто поголемо, успеавме да најме и во тој момент се појави добра понуда во Битола. Супер. Истиот тој Лонгони клуб реновиран. Нов газда, инвестирано во добар звук, бина, светло и викаме ајде зашто не прв метал концерт таму, имаше покана директно од газдата, викаме супер, одиме Битола. Да, и испадна Битола и Скопје, Охрид ке почека малце. За топли времиња и за бранови. Најверојатно на лето, не знам, нешто. Супер. На овие концерти кои што се најавени на 14.2 во клубот Вакуум во Битола во 20 часот настапувате и во Битола и во МКЦ заедно со Лестхоуп, со Амброс и со Мизантроп. Да, Битола е со Амброс и Мизантроп, Лестхоуп доаѓаат само во Скопје. Супер, окей. Концертот во МКЦ е во 19:30 часот. Да, врати отвараме 19:30. Со оглед на тоа што бендот музички еволуира на секој издание, има песни од стариот материјал кои што мислиш дека се блиски до новиот материјал и би ги свирали денес, и дали има песни кои што немаат стареено според тебе добро со времето?
Дефинитивно има песни што ќе се свират уште. Добро. Тоа ќе биде, сега ќе биде проблем малце да составиме добра сет листа, пошто Добре, зашто? и нас реално ни се малку смачени Во ред. стари песни што е разбирливо секој што е во Така. бенд знае како е, особено Така, кога така, свириш така. ново во време. А и плюс сега не знам, секој може би ќе каже така да се од бенд, ама ова издание е Hardface, новиот Hardface. Ова е Океј. за нас е моментално ова музика треба да се презентира во блиска иднина. Значи ова е Така. албумот кој што ќе се свири во главно ќе биде 80% од песните на сет листата ќе биде од Dreamless Slumber. Супер. Нормално ќе уфрламе 1, 2, 3, 4 песни од старите албуми. Предпоставувам повеќе од Dying Lake песни. Океј. Не верувам во најблизо блиска кај иднина, стилски. да, дека ќе свириме некоја песна од првите два албуми. Барем Океј. барем не за сега. Да. Ако добиете некоја жолба Да, помните иначе има ова, блискост. тоа, Dying да. Lake е уште свеж албум, Така. има блискост нормално, ма што новиот албум е доста различен. Точно. Така Меѓутоа да. е доволно моќен и бара соодветна аудиовизуелна Да, презентација, да, затоа да. што ова парче музика кое што создадовте и тоа како треба на најдобар Да, можен начин заслужува да се представи. презентира добро, да, дефинитивно. Со сите негова раскошни убавина кои што има. Сега, додека ги создавате песните за новиот материјал, имавте потреба да обработите некоја тема или преокупација која ве водеше во создавањето на албумот, а досега не сте ја истражиле во Hardfest во контекст на концепт? Мислите на текстуално? Текстуално, да. Па види, во принцип се е тоа моментална инспирација. Јасно. Зависи за кој време правиме муавет. Така. Сега не знам дали имаме сигурно има некоја нова тема, да, има неколку теми што досега ги немавме чепнато. Така. Ама во принцип има доста обширен, голем опсек има албумов текстуално. Точно. Мислам дека вреди да се прочитаат, се надам луѓето ќе обрнат внимание на текстовите, пошто е направено како една интересна целина приказна. Точно, која што говори за многу луѓе кои ги преживеале сите тие работи точно. и пред се ги преживуваат сите тие тешкоти и неподобности во кои што заглавува модерниот човек и со бремето кое што го носи. Покрај Димо во Hardfest членуваат и Горан Велјановски на гитара, Јован Наумовски на гитара, Љупчо Стефановски на бас и Јордан Маленко на тапани. Во контекст на оваа емисија ќе се задржиме на вашиот нов албум на Dreamless Slumber at the Shores of Youth. Ќе разговараме и за неговите композиции кои што ги содржи на крајот на емисијата, ќе ги поминеме една по една заради тоа што сметам дека и тоа како имаат што да им пренесат на идните генерации е одличен печат, временска капсула на сето ова низ кое што ние поминуваме и го преживееме. Така што останете вечерва на брановите на Канал 103. Дансе Макабре е емисија во која се зборува за уметност, а не за политика и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е да се доближи квалитетната музика до секој слушател. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта. Јас сум Златко Ѓелевски и вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре, со мене во студиото е Димо од Hardfest. Веќе во март минатата година влегувате во студио за да го снимате вашиот нов албум, колку што знам вашиот тапанар живее во Малме, Шведска. Джими е во Кичево во голем дел од времето, а останатите сте во Охрид. Сега, колку беше логистички захтевно снимањето на различните инструменти во различни градови пред се држави? Види, со албум мислам дека го извадивме максимумот од ситуацијата, со оглед кој што кажа дека живееме малце раштркани. Така. Особено Јордан кој што е во Шведска. Така. А и тоа беше добра прилика да се истража малце таму студијата во Шведска и викам ајде што да не снимаме тапани таму. Први имаше и некоја кратка идеја да се снимаат инструменти таму, ама беше малце финансиски неисплатливо. Така. И викам ајде ќе снимаме тапани и одсо најде супер студио. И извадивме доста добар звук, пошто претходно ние ги направивме демата, Така. ги слушавме, веќе бевме сигурни дека тие се песните. Добро. И после беше лесно, Јоцо влезе во студио, ги снима тапаните, ни ги прати, и викаме што правиме со гитари ве сега. Така, ако веќе тапаните се толку добро снимени се. Кај нас студијава се малце не соодветни за овој тип на музика, да речам. И се ми добиваме идеја, викам ајде малце да инвестираме пари во наша опрема и сами да снимаме гитари. Пошто
Јован Зограф, Јован Зограф, да, тој има како мини студио во неговата работилница, така наречена пештера, што Така. викаме ние. Одлично. И донесовме таму опрема, инсталиравме, седнавме и бавно, сигурно, без брзање, без притисок, снимавме гитари и басови. Браво, значи во тие услови ги се Да, снимани. во тие услови се снимани, да не речам, дома. Да. Едноставно, Одлично. смогнавме сили, купивме нешто од опрема што ни фалеше. Така. И добивме феноменален звук, дури презадоволни бевме. Јас Вокалите? откако се заврши тоа, снимав вокали во Скопје со Горан Ристевски од СМАТ. Така, супер. Во неговото студио. И сето тоа спакувано, зипувано, Замена за Германија. замена за Германија кај господинот Ласе Ламерт. Супер. Кажи ми колку долго го снимавте албумот се на се? Долго. Морам да пресмедам малце вака во глава, Така, можда значи, тапаните фактички. тапаните еден викенд, гитари и Така, басови така. 2 недели можда и вокали уште, јасно 3-4 пати во студио. Така, значи За еден месец Месец имаше дена можда да работа плюс на минус, да, месец албумот. дена. Да, имаше меѓутоа работа. песните претходно договорени. Песните претходно снимани, дема преснимувани, променети, Да? така да имаше работа на албумов, имаше доста, да не речам, со снимање, дема и албум само се занимававме година дена. Океј. Плюс Миксањето, правење песни. така. Миксањето и мастеризирањето, како што напомена, веќе го работи Ласе Ламберт. Да. Сега од бендот Kill for Mechanic, кој ги има миксано албумите на Ailstorm и Glory Hammer во студиото во северниот дел на Германија, најверојатно. Близу Хамбург, да. Сега, зошто се одлучивте овај познаник на мелодичниот дед метал да го микса албумот? Заради тоа што, колку јас што знам, барем има. Процесот беше некако вака, ние направивме листа од да речеме 20-30 продуценти Така? што работат овој тип на музика, што имавме некој си во рамки на некој буџет, можевме да си ги дозволиме. Така. Им пишевме на сите, 99% вратија, Супер. со цени едно друго, Така. знаеш како е Македонија, буџетот е стално Така. ограничен, Да. тенок. А цените нивни се А цените европски. нивни се и повисоко од Така. од европски и на крај се пронајдовме во многу убав муавет со Ласе. Тој беше еден од неколкуте продуценти што контактиравме, што беше многу заграни за музикава. Океј, супер. Значи викаат ќе ви дам и голем дискаунт, пошто викаат ми се свијат музикава. Да, е Викаат, блиска до неговиот сензибилитет сакам, затоа. сакам да го работам. Так. И тоа беше можда и за нас момент на одлука што рековме, окей, Ласе, тоа е ликот. Так. И Знае како опа, треба да. А исто ни одговараше и во распоредот, пошто повеќето од нив беа, можам, ама во октомври, можам следна Така. година, можам не сега, чекај, Со после. дополнителни Да, закажувања. беа доста зафатени, ние немавме искуство со странски продуцент. Така. Не знаевме дека реално треба да го закажиш можеби и година унапред. Со оглед на сакавме ангажираност, албумот да излезе есен, да не префрли 2021, Така. пошто веќе ги влечкавме песните и бевме дури ни беше ајде побрзо да и Ласе беше правил избор и мислам дека не сгрешивме воопшто. Воопшто немате грешка направено е. Сега, како ви беше првиот впечаток кога за прв пат го добивте измиксан албумот? Кога прв пат се слушнавте на полуготов продукт или па постепено ги добивавте песните? Значи, буквално беше добивме микс за Exhibitions of Brutality Добре. и буквално беше сите раштркани јас на турнеја, и од со Шведска, Така. други во Охрид и Горан вика, микс имаме на мејл, го отвараме мејлов, вау. Ние сме ова или кој? Што се деша? Така? Буквално беше коментарот од сите беше леле, вау. Така, Тоа е без тоа. зборови Тоа е остана. тоа. Од сите беа такви коментарите. И му викаме Ласе, тоа е тоа. И тој вика, Добро. А сугестии не ви тој побараха вика да промени И нешто? тој вика, сериозно си демек, тоа е тоа. Јас викам, да, тоа е тоа. Ова е звукот. Викам, терај. Тоа е македонската скромност онака. Тој вика, ама, значи ние бевме Да. фасцинирани Така. кога звучеше јако, мојкно, експлозивно, Така. мрсно. Баш кој што имавме замислено.
Супер. Имаше нормално неколку сугестии плюс Така, минус така. ова вака, ова така. Што да се акцентира, што не. После многу брзо ги направи другите песни, пошто веќе имавме насока, му Одлично. требаше уште недела две ги направи другите песни, се вративме неколку пати за измени, овде погласно, овде потивко, овде вака, овде така. Мислам беа то се нормални минимални финеси, да. Поработивме со Ласе можеби месец дена и тоа беше тоа. Одлично. Сега кажи ми како се роди наслов на албумот. Од почеток ви беше зацртано да го носи ова име или па прво го напиша стихот во Black Sun? За да Наслов многу интересна приказна има наслов. Ајде. Ако веќе ја отвараме и таа тема. Добро. Пошто текстовите ги пишеме и јас и Горан. Така. И викаме брат албумов. Така. Мора. И одам кај него. Дома седиме со текстовите, седиме со музика. И викаме ништо, ќе дај да ја земаме лист, зеде Горан лист хартија, вика дај ќе кажеме ќе извлечиме од текстовите 20 клучни збора, Така. пошто не сакавме да е по песна. Супер. Викаме да не е наслов од песна, ај викаме Добра. да биде наслов што ќе Колектив презентираат, некако, да. што ќе презентираат целава слика на албумот, Супер. целава приказна. И што Супер. правиме? Кои ни се клучни зборови во нашите текстови? Така. Извадивме 20 клучни зборови на лист хартија Така. и од тие 20 клучни зборови двајца многу брзо го заклучивме наслов Dreamless Slumber and the Shores of Youth. Одлично. И нормално на англиски. И двајца знаевме дека сакаме да биде да не е по песна и да е малце подолг наслов. Океј, добро. Тоа беше идејава. Се одлучивте, начало. значи, И лесно беше многу, мислам, брзо го одлучивме, некако спонтано ми дојде све. Така, така. Еј, ова е збор, ова е чекај, ваква реченица, ова да може. И испадна ваков наслов. И после некое време Горан прави, пошто Горан го правеше целиот лејаут на дизајнов Така. и ги правеше и постерите за промоција и сите тие нешта, тоа е негова област во бендот. Така. И викаме брат, ми прати на плаката, чакавме плакатата за слушачките промоции. Така, Ми прати плаката, и јас го гледам насловов на албумов на македонски на плакатата. да. Го гледам. Викам брат, му се јавам, викам брат, викам смени го, врати го на англиски, викам шо е ова, тој викат брат, викат, знаеш дека и на македонски е јако. И јас го гледам, викам, знаеш дека е јако. Па да. Моќно звучи. И решивме, него така спонтано почнавме да го користиме И македонски. за кај нас овдека, Да. македонскиот наслов, Така. за Европа, за странство, кој како сака да ствари, свеедно, битно е да Значењето е тоа. значењето и да му пробуди нешто на тој што ќе се внеси дека ќе чита текстове. А каде па се раѓа во самиот тој наслов, тој немир што го има за таа дремка? Тој се раѓаат уште на отварањето на албумот, се раѓаат на Black Sun. Така, така. Затоа и не е случајно е таа прва песна, Black Sun, и таму ствари се отвара целава приказна на албумов на Black Sun. Така. Да. Сега кажи ми, настанаа некакви промени со материјалот од гаража додека не влеговте во студио, односно имаше некоја промена која ја направивте кога почнавте да снимате, која не сте ја зацртале претходно, се загуби нешто, додадовте Не, нешто? во принцип немаше. Океј. Пошто први ние не правиме проби во гаража, пошто не сме Океј, тука. океј. Реално Додека се прават рифови, тие рифови се праќаат, ние ги слушаме, другиве биат со нешто си мислит таму тапани, јас си пишам некои текстови, си правиме и после на крај се збираме обично. Океј. Пред албумов се собравме за проби, седнавме, ги свиравме песни, направивме костури. И имаше и неколку измени на демата. Така. Али веќе кога ги дефиниравме тие измени, кога влеговме на снима, веќе немаш измени, се знаеш, Океј. точно се знаеш. Значи се е снимено тоа што зацртавте. Така, цртавме тоа е тоа, снимаме, нема ни додавање, ни отфрлање, што бевме веќе сигурни дека се тоа пред тоа ги слушавме месеци песни. Така, Работевме така, месеци и веќе знаевме тоа што сакаме. Да, искалемено е веќе тука што треба да излезе од вас. Сега колку што може да разберам, на што најмногу време потрошивте, што ви одеше најбрзо дека снимавте, значи гитарите фактички. Гитарите можеби да најбавно. Ама тоа е нормално пошто се повеќе гитари. Па да. Вокал е еден, тапани се еден. Да. Вамо имаш две гитари, две позадински, бас, значи Па има сола, работа, има солажи, поснимување, тој кое што тој бара нормално внимание. гитарите во секој случај се најкомплексни можеби за снимање. Така, а кажи ми, не се најдоа, значи, песни кои што ви беа готови за снимање, а не се најдоа на албумот? Не, Така? ги работевме многу темелно песниве, така да немаше можност да ако веќе беше Остана некоја недоработена, например, што не влезе има во идеи, материјалот? сигурно Горан Јово има уште
материјал можеби за уште еден албум. Океј, Со добро. отфрлени ствари, ама тие не ни се најдува на маса, не ни се презентира, не ни се Ниво развојна фаза. Да. Океј. А има се во Хартвест стално има екстра ствари што не нашле место, тоа е нормално. Добро, затоа селекција правите. Да. Сега, какви инструкции му дадовте на Pighands за да го изработи омотот? Која ви беше и реакцијата која ви ги праќаше скиците или конечниот резултат? Ова е во негов стонерски дум манир искрено, кој што е одработен со доминација нели на зеленото и длабочина на перспектива што тој милува да ја прави. Зошто Елени, Змии, Портал? И искрено ќе се наторзам на причата, на приказната, Така. да користиме сарбизми. Ајде. На приказната за насловот на албумот. Тие беа клучни 20 збора што ги извадивме од текстовите. Добре. Му се јавив на Pighands, заинтересиран сме да правиш омот, тој вика да, супер, и јас сум заинтересиран, ајде. Што ќе правиме? И јас му викам, ево ти 20 клучни збора. Океј, истата листа ја доби. И еве ти ги демата. Добро. Тогаш не ни беа, можеби без вокали беа демата, можеби, не знам. Супер. Можеби му пратив текстови, не се сеќавам. Знам дека беа клучните зборови му ги пратив и насловот на албумот. Добро. И тој вика, окей, ќе направам скица. И после недела дена ми го прави Ке Еленов, така грубо нацртан. Вика, идејата моја, и тоа беше една од нашите идеи да не го форсираме тој што го прави томотот со наши конкретни идеи, него да му дајме комплетна слобода. Океј. Да му дајме само мала насока текстуална Така. и музичка и да го оставиме тој да го смисли концептов. Така. Пошто ние долго го време преживее бевме долго време фана на Pighands и сакавме тој да го прави. Супер. И тој го направи Еленов, грубо така, значи најобична скица со молив и предаториве, имаш хиената, имаш змијата, која имаш мршата и кај што го демнат Еленот и тој вика тоа ми е начелнава идеја и ние викаме супер пичи. И после веќе кога се влезе во деталите и во приказната, веќе сликата која видовме ние веќе го имавме и албумов текстуално видено во сликата. Така Pighands има доста големо влијание, пошто ова беше негова идеја реално. Одлично. Имате гостување на овој албум? Потребна ви беше дополнителен инструмент? Не. Се мислевме во некој даден момент, ама така се десија спонтано нештата, немаше гост. Така го извадивте комплетно бендовски од вас произлезен. Да, све последен збор од прв збор до последна нота. Да, точно. Сега, овој пат има преседан со две македонски песни, дали тоа значи дека наредниот би имал сооднос пола-пола со англиските? И зашто тоа баш Феникс и Ножот крвав на домашен јазик? И тука нема правила кај нас. Така сме се чувствувале претходните албуми, имало по една. На овој се десија две. Без план, едноставно процесот беше таков, едниот текст е мој, едниот на Горан. Првен беше мојот, па да век стоеш, ај ќе биде една и на крај викаме, чекај, добар текст, дај да ја затвориме приказнава со добро. Со добро се вклопи Феникс за крај на целава приказна. Супер. И испадна две. Можеме наредниот ќе има 5. Не знаеме, стварно. Ќе видиме. Значи ги пишувавте и на македонски, не ги... Не, да, директно. Се што е напишано е директно. И англиски ги пишеме директно на англиски. Да, јасно. Сега, во поглед на дистрибуцијата, твојот лейбл Die Hard Records е задолжен за дистрибуирањето на Балканот на овој албум. Какви се ингеренциите на германскиот лейбл Cortex, кој што од 1988 колку што Да, ќе ти исправам малце. Cortex не е лейбл, Cortex не е само дистрибутер. Така. Тоа е една од најстарите германски, а можда и европски рекорд шопови, продавница плочи, и лейбл, и доста инволвиран во хардкор панк метал сцената во Германија. Наши познаници долго време, кога видеа дека има нов албум, ајде да направиме приордер, овде кај нас официјален, со некаква боја, пошто тие стално имаат некои color vinyl, специјални limited edition, тоа све оди преку Cortex. И така се доби идејата да направиме една боја бела, што ќе биде како limited edition. Така.
Имаше идеја да има и црно-бел омот, специјално за тоа издание, ама после некој време се откажавме, го задржавме кој што е сега класичен, али само бојата на плочата е различна, таа одеше преку Кортекс и ја имаше специјално само на промоциите во Македонија. Океј, супер. Да. Знам дека големите бендови имаат и свирки во берлинската продавница, како дел од промотивни кампањи. Сте свиреле вие во кај нив? Не, во Кортекс не. Имаме свирал во Берлин, во Кортекс не. Некаква идеја за дополнително можда некогаш, не се знае. Можда затоа што веќе имате соработка со нив, ако се погодиме, да, знаеш, малце си отцепено Македонија, не е лесно ќе свириш така, ама ако сме на турнеја, ако се погодиме словен термин, што не. Затоа што големи бендови го правеле тоа, вие веќе го имате контактот, зашто и да не као промотивен гест. Колку се има ваков, кога се има ваков квалитетно снимен материјал, запечатен со прекрасен омот, се одлучивте да го овековечите во физичка форма. Сега, го има и на дискови, како што напомена, на мајци, на LP плочи. Како течеше процесот на работата на винил изданието и како си задоволен од изгледот и финалниот производ? Целово издавање беше малце стресно и напнато, пошто бевме многу ограничени со време. А за плочи се чека, пошто процесот за правење плоча први се прави тест прес, па тој се испраќа од фабриката да се чуе на неколку грамофони, да не има некој проблем и да се, ако е све окей, се одобрува и после тоа одиш во изработка на плочи, на листа на чекање, пошто се повторно плочите се назад во игра и сите ваат плочи и се чека 3-4 месеци за едно издание. Во која држава вадевте? Во Германија. Германија, добро. Таму ги правев плочите и на Шок Тупрес ги правев таму плочите. Супер. И супер излегува, и викам ќе правиме и Hardfest. И затоа беше на брзање, притискавме за побрзо, CD-ата ги правев во Бугарија, мајците исто во Бугарија, па се носеше се овдека, се транспортираше кај нас. Супер. Беше малку лудо, али завршивме точно на време све. Значи, плочите стигнаа последни недела дена пред промоцијата и викам тоа е тоа. Успеавме. Браво. Има некаква стигма помеѓу колекционерите на плочи во поглед на метал музиката кај нас или не? Кај нас тешко и да се каже, не знам дали воопшто напрсти се бројат колекционери кај нас. Така. Знаеш и сам. Али имаше интерес, јас стварно не знаев што да очекувам, пошто плоча прв пат Hardfest плоча. Така. Не знам кај нас кој колку слуша плочи, кој посебно метал кој колку слуша, да, можеби има рок-н-рол колекција. Нас ни беше голем кејф да уште претходната албума, тоа што не успеавме да извадиме плоча. И помина многу над нашите очекувања, можам да кажам, се продаа доста плочи, доста цедиња, презадоволни сме. Одлично, па и ваков омот заслужува да биде на голем. И онлайн многу стриминг повеќе од тоа што мислевме. Стварно се презадоволни од досега од реакцијата досега. Онлайн е достапен и на Bandcamp, и на Spotify, и на iTunes, Spotify, iTunes, да, сите тоа е пакет некој што го зеловме, кој што има на сите буквално дигитални стриминзи. Океј, супер. Ја гледаш потребата од поседување на физички изданија кога младите немаат ниту плеери, ниту грамофони? Јас ја гледам, јас сум фан, колекционер, аудиофил, значи јас обожавам да седнам, да го држам омотов, CD-ва, плочава, што и да е, го слушам, го разгледувам, го мирисам, да го уживам. Така. Тоа е за мене вистинско слушање на музика. Се друго е се нови времења. Децава млади не ни знаат што е тоа плоча, не. Да, YouTube постои, тоа е, сосема доволно е за нив. Цело време стримаат, даунлодираат. Музика е музика, нормално, ако ти го прави филингот, ти си ја слушаш како што сакаш, така не. Апсолутно. Нема ограничувања. За мене лично физичко издание. Одлично. Сега снимавте видеоспот за песната Black Sun со помош на Александар Цветановски. Кажи ми каде го снимавте и зошто се одлучивте за обредно ритуална практика на поцрнетиот лик во спотот? Чија идеја беше тоа? Да, Black Sun, првото видео, наслов на песна од албумот, немаше многу дебати дека тоа ќе се снима. Да, Black Sun го снимаме, текстуално го опишува албумот, насловна песна е
добра песна е, викаме, Така. одиме со Black Sun. Александар ни е многу добар пријател и супер дечко, доста идеи, добар камерман. И баш беше ние и тој. Нема никакво кру, нема ништо. Брат ми глуми во спотот, значи се што гледате таму е направи сам, дојде сам. Така. Све во спотот. И таму се нафрла идеите за локации, едно друго. Се одбра Преспанско езеро, пошто локацијата беше многу добра, а и е многу пошто имавме време само налето да снимаме спота, налето на Охридско езеро, локација без луѓе. Тешко дека ќе најдеш. Не се наоѓа воопшто. И падна одлуката за Преспанско. Александар и Горан ја видоа локацијата, ние јас бев на турнеја, вика супер локација, ми пратија слики, супер, топ локација, одиме. Буквално беше еден ден за снимање на бендовските кадри, од сабајле, генератори, опрема, чадори, храна, 2 комбиња и за преспа. Беше трип, беше страшен трип, со претоварени. Едно на топлите денови летото, значи беше околу, не знам, близу 40 степени. Ужасно, ни се расипа едно од комбињата попаа. Офроуд, до место во офроуд се вози околу 40 минути. Тоа е селото Коинско, значи од Стење уште преку една планина да се помине. Значи беше баш лудница трип. Таму ојме во селово, носиме озвучење разглас. Пошто свиревме. Така? Што свиревме. Подготвени за концерт. Сакаме да биде толку автентично што викаме ке свириме. Океј. Ке свириме. Бифо одресен, сите го знаат, ни донесе озвучење. Па океј, можевте и луѓе да донесете да ме слушаат и слабо што. Браво. Беше јако многу, значи, не свиревме концерт, свиревме Black Sun ја и свиревте едно 20 пати. Беше гласно, сакам да ти кажам, и за чудо не дојде никој од селово, бевме на 200 метри од селово. А има жители? Имаше луѓе, да, особено лето, туристи и локалци, цело лето седат таму. И слушнале музиката и се подоплашиле. Беше многу јак трип, ама се преморивме, толку се преморивме дента, веќе не фати нојк. Така. Многу јако беше, а другава приказна од спотов е снимана во еден руиниран хотел Европа, исто на Преспанско езеро. И за таму лесно падна одлуката, случајно го видовме на интернет хотелов, викаме добра локација, ја гледаме локација, топ, снимаме. И така, доста забавен процес беше Black Sun, многу јако се поминавме. А сугестијата за боењето, црнилото? Тоа беше идеја на Горан, а брат ми го шминкаше жена му на Горан. Океј, добро. И заврши феноменална работа. Ние искрено да ти кажам, идеи ги дававме, а неавме појма што ќе се дешава. Ние немаме искуство, не сме изгледаат, да. Значи никакво искуство, нити како ќе изгледаат. Да. Брат ми сакаш да глумиш спот. Сакам. Ке те фарбам, ке те шминкам. Може. Ајде. Маја ќе шминкаш, ќе шминка. Може. Значи буквално беше така. Ојме и го правиме моментов, тоа што сме го замислиле во главе. Така. Го правиме таму во живо и испадна. Ние неавме појма, значи реално Black Sun е low budget, ниско буџетен спот. Значи бендови снимаат спотови со јадници евра. Со кру, кастинзи. Со црнило вие си играте и ви треба осветлување за тоа. Ние, значи, јас дури кој изгледа спотов, Аце кој не пати финалната верзија, се викам, чекај брат, ова изгледа сериозно. Така, да, делува. А ние го правиме сами. И тоа е јак момент. Јас стварно се гордеам. Тоа говори дека идејата е сосема доволна за да може да се направи голем потфат, како што е кога веќе има ангажирани луѓе и сите ја работат за да комплетирање на таа идеја. Така. Тука е големината на срцето кое што ја содржи. Сега, за разлика од тој Славе Викторијовски го работеше лирик видеото за Desolated. Како дојдовте до оваа соработка и зашто се одлучивте за таа практика, истакнувајќи го текстот конкретно на оваа песна? Сакавме да пуштиме втор сингл, пошто имаше уште малце за чекање додека ќе излезе албум, викаме да пуштиме уште една песна, немавме време поради што Јордан е нормално во Шведска, не можеме да се собериме така лесно да снимаме спот. Што правиме да не ја пуштаме само со слика, ќе направиме лирик видео и супер, Славе заврши добра работа, другар од Џимио исто од Кичево. Супер работа заврши. И Desolated исто ни беше еден од фаворитите.
сакавме да ја слушнат луѓето пред да излезе албумот. И така Супер. Мислам спонтано се случи работите без никакви посебни планови дека баш таа песна мора, него супер да следите одиме да следите. Баш имаме идеја да снимаме уште неколку спота. Ќе ја продолжиме приказнава. Добра. Сега ќе ја продолжиме, да, сега ќе снимаме уште еден спот февруари. Па здрави уште еден до крај на годината се надевам. Така е планот и со нашиот Александар. Супер. Значи да очекуваме. Ќе видиме, некам да ветам ништо, ќе видиме како ќе се организираме со овој наш проблем разбиени на неколку локации, ама ќе се организираме некако. Ќе најдете заемна идеја и некое друго интересно место каде што ќе може да. Идеја има, само треба да се собериме сите. Супер. Логистиката. А каква цел има слушачките промоции на албумот? Зошто ги организиравте? Слушачките, јас да ти кажам, таа практика ја нема многу по светот. Го прават бендови на денот на издавање на албум, го прават по музички продавници, кај што фановите може да се сретнат, да го слушнат промотивно албумот. Кај нас таа практика е останата од времето, не знам која почна искрено. Ама е интересно пошто е фри, луѓето не плаќаат влез, ќе дојдат, ќе го чујат промотивно албумот, ако сакаат ќе си купат CD мајца, што и да е, плоча, како и да е. А и ќе се сретнат со вас, ќе седат со нас, ќе поразговараат, ќе прашаат нешто, едноставно интересно е и има време после, ако им дадеш, ако има размак, докато цената промоција да го слушаат албумот и после да уживеат во живо. Точно, и сосема поразличен е третманот кога што ќе го добиете ако веќе публиката е запознаена со тоа што им свирите. Сега бевте составен дел и од ПИН, фактички конференцијата. Значи тоа е декември 2019 во тој склоп, нели беше? Да, крај на ноември самата промоција. Сега како сте задоволни и како резонира пред се новиот материјал со публиката свирене некаде или не воопшто? Немаме свирено концерти. Не е свирен, добро. Албумов е во оптек, сега ќе почнеме полека од февруари Македонија, па здраве имаме разни планови. Така, зашто се одлучивте со ПИН да биде соработката? Случајно и тоа испадна периодично пасворд за пријатели наши. Ние имавме тоаш датум, знаевме дека ќе излезе албумот на 29-ти и гледаме ПИН конференција и тим еднастан, се слушнавме, се споивме, се погоди супер. Одлично. Сега, се соочивте со бирање на домашни бендови да свират со вас на промоцијата, која ви предстои. Каков изгледа на денешната сцена и колку има активни воопшто бендови кои што се подготвени да свират? Нажалост, нема многу, напрсти се бројат последно време бендовите. Така. Да, немаше... Изборот е тесен, реално. Така. Метал бендови особено нема многу активни. Секој честна и случаи и не тие што се борат нешто да направат, ама слабо беше. И не Амбро се погоди супер пошто повторно се активира нов тапанар, едно друго. Да викам, аз сакав да имаме така малце метал бенд, да не речам black metal. И Амбро спадна изборот. Мизантроп ги гледам, дечките многу се трудат. Така. Млади, надежни, ме подсетија малце кои видов на нас на време, со таков ентузијазам, со средношколска жар, битолчани и викам, ова се момците. Така. Да им се дај шанса. Супер. Мислам дека се доста интересен бенд. Ако продолжат со тоа темпо, што ги има сега со ова темпо, може да направи нешто интересно. Супер. Last Hope се погоди идеално, пошто да се договаравме, немаше да извадиме албум на исти ден. Океј, добро. Нема теорија, нешто ќе излезеше сигурно. Да, значи да се договаравме, да имаше план, ајде извадиме албуми на исти ден, а реално не се многу блиски другари, знаете, сме били на турнеја со нив и све. Така. И викам, ова е добра шанса за вас да си го проверите албумов заедно со нас. Дојдете во Скопје, свирите, многу сме блиски, вике, да, брат, ке ни е кеф да свириме со вас, супер, ајде. И така се погоди, супер, има добро албумче, Peacemaker, нов албум, супер. Ќе го слушнеме, се најам дека ќе свират во МКЦ во живо. Супер. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза да слушнеме извадоци од албумот за кој што ви говориме, а во продолжение ќе се вклучиме по музичката пауза да разговараме за бесона дремка на брегот на младоста. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е Макабре, со мене во студиото е Димо од Hardface. Во овој сегмент на емисијата
ќе разговараме за Бесона дремка на брегот на младоста, нивното четврто албумско остварување, жанровски прелевања на клисури од метал, под жанрови кои што се присутни, се слеваат низ годините во темелот поставен од хардкор панк звукот, од самиот зачеток со влијание на треш рифови, со брейкдауни, со дед метал мелодии, по некој Dissection, по некој Готенбург во сета таа микстура имаме. Колку ви беше важно органски да се прелеваат под жанровите или па имавте зацртано од што ќе влече најмногу влијание делот? Немавме ништо зацртано. Во овој бенд нештата се дешаваат спонтано. Добро. Никаков план, никаков кај ќе свириме black metal, ќе свириме death metal, ќе свириме ова, ќе свириме она. Добро. Дефинитивно се ослободивме сите на овој албум. Добро. Остававме на страна его, гордост. Не требало вака, така требало да звучело Hardface, да не звучело Hardface. Секако ќе звучи Hardface. Се отворивме. Мене искрено, јас доста се ослободив. Можам за мене да се зборам конкретно со пеење. Климот кој замина, цел тоа остана на мене, пошто претходно ги делевме песни во принцип, да, и го немаше некој период, јас стариве песни и пред тоа тој често патуваше Америка, ги пеев сам цело време. Така. И веќе се навикнав, знаеш, и од кој замина тој веќе сценава и знам дека чекај, Климо го нема, цела е моја, разбираш, напред е мојов простор за вокал, што е мој. И некако се ослободив од товарот. Прво текстуално, второ и со пење, викам чекаме, не мора се да е, разбираш, дај да се отвориме малце, да видиме до кај му дојде работава. И им се свигаше многу на момциве променава моја, тие исто ми помогнаа многу, дадоа доста идеи, сугестии и супер, исто и тие, Горан и ово седна и заедно ги правеа ствариве, ги разработвеа, ги разложвеа, ги доведоа до некоја си состојба кај што се тие двајца се премногу задоволни, и ние исто нормално сите други. Значи сите напорна работа, Јоцо многу еволуираше кој тапанар, Јордан Јоцо се за истиот лик правиме муавет, јас си го викам Јоцо. Тој исто еволуираше доста последниве години, стана уште постабилен, уште поиновативен. Джимин Љупчо ни дојде кој нов басист, доста свежина внесе. Супер. Доста свежина, доста идеи имаше. Многу позитивна енергија ни донесе кој лик, пошто е таков лик. Да е. Многу ни донесе убаво расположение и вајб во бендов. Супер. Стално сме го имали ни убав вајб, стално сме били блиски другари, ама сега некако се собравме таква екипа од 5 луѓе што неизбежно беше направено нешто интересно. Одлично. Сега во поглед на самиот вокал напомена дека покрај тие скрим секвенции кои што веќе се препознаен во пењето, имаш и речиси spoken word елементи каде што дури она врз основа на музиката само ги начнуваш, ги кажуваш зборовите без нивно пење, тоа дури имаш и шепот. Експериментиравме малце и се доволен. Што нова текстура дава на песната, нешто што нова димензија дополнува, да. Сега во поглед на тапаните, интензивирани се присутен станува дуплиот бас на самите тапани, имаше некоја промена во нивниот удел од до сега заради тоа што нели има моменти каде што се дозволува буквално да тече дуплиот бас, на пример, тоа барем јас кај што го забележувам. И тоа не беше онака планирано дека мора да има дупло педала толку често, него едноставно си бараа песните. Јоцо ја возеше дуплата. И тоа без запирање, да. Сега баш постирав едно видео кај што снима Power of Fear и истори, сваќам дека цела песна има дупла. Така, мислам. Гледам видео и викам, Јоцо, брате, како ја тромпаш цела песна. Педалинка вози човекот сега, како да ти кажеш. Баш охридски, да. Би добил некогаш басот по некое соло, наместо да ја следи ритмиката, би го дисторзирал можеби повеќе во иднина? Може. Би експериментирал поглед на тоа? Да, не, кој што реков досега 5 пати во интервју, нема кај нас вака мора, така мора. Така нема строго пропишено. Ако дојде спонтано, да, може нека песна почне само со бас. Да, баш за тоа напоменувам. Не знам, појма немам. Ако има потреба од тоа. Сега,
ова постојано го коментирам со младите бендови и кај нив многу поразлично е отколку бендовите кои што свират со години. Младите имаат негаторски став кон гитарските сола, сме го коментирале и тоа, но вашите гитаристи не само што не би се согласиле со тоа, дека гитарските сола се некоја ставнина од минато доба, туку и песни започнуваат со гитарски сола. Да. Сега, дали солата станаа помелодични во Хартвест колку што... Хартвест стално имал таа мелодија. Така? Може да солава еволуира според мене на подобро. И искуството да си го направи своето. Али, не се слагам 100% дека млади имета верзија кон сола, не знам, може да ја зборувам моја призма, ама Така. мене стално ме фасцинирало добро соло, добра мелодија. Апсолутно се согласувам со тоа дека мора да ја има. Со Да. подпис е тоа на гитаристот, на своерачен подпис. Не мора да е класично соло, може да е само тема во песната што ќе го направи филмот. Точно. Сега ви се случила промените па мелодиска или хармониска делница на албумот на некоја песна, ако сте слушнале дека ве подсетува на некој си или е слична на некој Сме промениле, да, ама не дека не подсетувала на некоја стара песна, него дека сме мислели дека не е доволно можеби добра. Добро. Али во принцип, да, Јово е заложен за баш за солажите. Хармониите ги работат заедно со Горан, така да... А од каде па дојде потребата за ставање на акустични, меланхолични, така елегични? Таа идеја беше малце постара, сакавме ние да ставиме акустична песна и на Dying Lake. Океј. Тогаш не знам зашто не се може да не се согласив, не се сеќавам што се зашто отпадна таа песна. Ама сега знаев за овој албум дека ќе имаме некој си брейк помеѓу кој измеѓу. И знаев и сакавме да се отвори албумов исто со акустика, некоја интересна. И интрото уствари се направи последно. Добро. Тоа баш се направи во теков на снимањето. Пошто тоа не беше на демото, имавме друго интро на демото. Некако не се вклопвеше со влезот, па направи ново. Акустикава беше од Јово и уште кога чувме знаевме, викаме супер брейк ќе биде тоа. И така ја испланиравме да биде некако на пола, кога слушаш на CD или како да е дигитално, кога слушаш на плоча, страна А заврши со акустика, и ја вртиш без страна и почнува да се лейтет. Така. А да се беше исто, таа песна беше еден од кандидатите за отварање на албум, пошто таква ни беше на сите која направивме како отварачка песна, да речеме. Така. А после Black Sun го отвори албумов и затоа и дававме шанса на Дезолете да го отвори без страна плоча. Така, значи и двете да има. Да, и за двете име често да отвори нешто, пошто кога ќе станеш да ја свртиш плочава, веќе ти е го добиваш ефектот да го почнуваш од поново. Да, супер. Сега во вашата лирика на албумот доминира револт против подаништвото, подклепнувањето на лакоми и ладнокрвни механизми, губење на животниот компас и наоѓање на утеха во стравот. Колку се вашите тематски определби социокритика на околината во која што живееме? Ти знаеш, и сите што не слушаат знаат, кај живееме во какво општество, кај нас не е воопшто тешко да добиеш инспирација. Така. Воопшто, значи самава состојба која што ја поминавме цела наша младост. Родителиве наши први ја поминале, па ние, па се ево веќе нашиве деца без никаква промена. Цело време тапкање во место, вртење во круг, истите проблеми. Лесно беше да се добиат инспирација. Така. Темите сами се отвараа, се движеа, се пишеше, се бришеше и дојде кој што дојде. Супер. Сега пееш за генерацијата која можела да ги промени нештата, но наместо тоа резигнирано и рамнодушно вегетира низ таа вечна транзиција, поистоветувајќи се со своите грешки, не баре се тоа нивни успеси. Каде е упатена критиката на делото во овој аспект? Која е оваа генерација која заборавила да сонува? Тоа сме ние најверојатно, нашава младина. На младина кој што јас мислам дека имаше шанса да промени доста нешта, но не успеа да промени доста нешта. Едноставно ги повторвиме истите грешки од нашите татковци. Нашите родители, едноставно немање храброст, немање, што би рекле модерни, немање муда за промена, разбираш.
да речи чекај, застани, не е окей вака. Дај да преземе нешто. Немат Така. движечка сила. Значи по линија на помал отпор. Да, едноставно се ги помирува. прифаќаме нештата кои што ни се сервираат цело време и живееме во тој калап. Така. Да преминеме конкретно на албумот за да ги лоцираме сите овие аспекти за кои што на тематско рамниште ги разглобивме. Dreamless Slumber е композицијата која што го отвора албумот. Кажете ми па зошто решивте да го започнете албумот со своевидно интро на акустична гитара со напластени рифови само на гитара, зошто не и друг инструмент? Првата верзија од интрото беше таква дисторзирана. Аха, добро. Сакавме да влези така, после не ни се вклопваше со Black Sun и викаме направи нешто акустично да е во филмов од албумов и така спонтано испадна интрото. Мрачно, уводно, кој што треба, не многу долго, само како мини најава за отварачката Black Sun. Супер, која што е втората композиција, започнува фуриозно и не попушта до самиот крај, рефрените се со мелодични дед метал рифови, еден интересен гитарски потфат има во втората строфа кога завршува, а солото прави прогресивен премин, кој ме подсетува мене на доцни дед, за уште помоќни да бидат мелодичните рифови, со дуплива си со твоите вресоци и пред се шепот кој што го има во композицијата. Во неја пеете за подчинетост која што води кон трагедија, пеете за давење на младоста со продадени срца на илузии, во кои надежта е мртва улица. Сега црното сонце викате дека ќе ги проголта со ништата. Каква метафора за вас е црното сонце? Црното сонце можеби не ќе ги него веќе ги проголта со ништата на многу млади луѓе. Кои што својата амбиција нажалост ја видоа во некој подобар свет, не тука. Добро. Можеби тука и се крие, ти многу добро имаше опишано песната, можеби тука и се крие целата приказна на Black Sun. За неможноста за да се еволуира и успее на овие простори, и се решава да се продаде таа слобода. Значи црното сонце ги брка фактично. Да. Така? Да. Добро. Во процесот на создавање таа беше во првите песни или? Не сеќавам искрено, можеби негде беше на средина. На средина беше. Добро. Одлучивте со неа ради моќниот вовед или? Моќниот вовед, моќниот текст. Таа беше убава можност да се отвори пред се албумот. Можеш да ми коментираш и за создавањето на самите песни во процесот, заради тоа што ја тебе ќе те прашувам сега за лириката, меѓутоа со отсуство на искрено баш го правевме мојот последно дека не ми текнува процесот на некои од песните, ми е како магла, знаеш, све некако беше. Доколку некој риф има дојдено нели пред другите рифови во контекст на тоа. И ретко се сеќавам која песна била направена во кој период, дали била прва, последна. За нешто се сеќавам, знам дека Desolate беше меѓу првите, таа претрпе доста измени. И музички и текстуално. За другите немам некој реалслед како се прави, како излегува. Окој ред. Сега, Ножот крвав. Добро. Ножот крвав е третата композиција на албумот, која започнува со мелодични рифови, кои што започнуваат не баре станува збор за некој бенд од Гетеборг, пошто следува треш шрапнел од рифовите. Почетниот риф е во позадина употребен на самиот рефрен. Имаме тука веќе spoken word секвенцата за која што ја напоменавме во контекст на твоето пеење и завршувајќи со еден треш риф во оваа тема. Сега, пееш проклето семе во проклето време со свој камшик на братот по грб изгинати за Коркалеп, спремни да го згазат својот идентитет. Луѓе забележуваме интегритет, луѓе со врзани јазици кои сонуваат за решетки родени за краткотрајни радости, викаш, и робување за туѓа среќа. Сега, ако ова не е детален опис за агонијата на модерниот човек, не знам искрено што е, мислам дека е многу добро ги имаш разработено, многу детално. И ти многу добро ги имаш разработено песниве. Зошто боде крвавиот нож, прашањето ми беше? Пошто константно копаме по стари рани. Добро. И ги повторуваме истите грешки. Конкретно ние овдека во ова наша мала, така наречена очекувајќи различен резултат? Да. Што не е многу јасно, да. Константно ги правиме истите грешки. Конкретно ние овде македонците.
Така, значи истите рани се Да. отвараат, од лузните повторно се враќаат Истото во по рани, да. раната во лузна, лузната во рана. Океј, значи некоја повторливост као уробор што ја јаде самата опашка, таа е таа пропаст која што имаат и затоа убаво е соодветно што на македонски јазик. Роден Мислам за краткотрајни радости и долги Така. травања. Мислам дека најдобро го имаш опишано Да. страдање. Не знам, стварно не знам што да додам, но Океј, да, ги имаш кажано Да, и на текстот, твои описи реално. Четвртата композиција е Power of Fear, една од најдолгите, ако не се лажам, на албумот, заедно со Феликс, може да. би, или со Невес, Невес, да. да. Започнува со елегичен разложен риф, а дуплиот бас не запира зад мелодијата, која изнудува можни спори грув рифови. Сега, мелодичен рефрен имаме со вресоци во оваа тема и забележуваме и бластови во своја видоизменета форма на мелодичните шрапнели и проникливо мелодично соло по кој следи брейкдаун со флажолетки од страна на гитаристите. Сега, покажувате свет во кој силните ја превиткуваат вистината и ги контролираат пионите од сенките, станувајќи нивни лажни богови на кои им се молат, додека тие ги јадат слабите со оглед на тоа што нели се издигнуваат на нивното нели страдање. И сега, кој ослепува од моќта ми е прашањето, како да го хуманизираме тој дехуманизиран свет? Човештвото, тоа конкретно се опишува модерниот капитализам. Така? И ние сме едни слепи овци кои што цело време ја следиме таа игра на стадото што го следиме играта на големите играчи. Тоа е ствари приказната во Power of Fear. Океј. Се едноставно опишано конкретно мојте на стравот во ова модерно капиталистичко општество. Модерни робови. Така, како што сите нели сме составен дел од него. Каде моќта ослепува? Каде што потенцираш во самиот текст дека ослепува кај нас, кај безнадежните, кај човештвото без иднина, можеби. Океј. Exhibitions of Brutality, петта композиција, фуриозен почеток, уште навлегуваш и со самото пеење од оваа тема. Така испадна и што е одлично и да има и таква композиција нели за отварање. Имаме брзи рифови и опасен риф кој што следува по самиот рефрен. Сега во неа пееш за наоѓање утеха во страв, хранети луѓе со отров, болка која што раѓа гнев и заразени од вина. Вака го прикажувате покореното општество. Сега како да излеземе надвор од улогите кои сме предодредени да ги глумиме во овој пекол на земјата што го опишуваш? Тоа е проблемот, како да излезе надвор од логите. Така. Како да излеземе надвор од ова изложба на бруталности, која што ни ја приредви модерниот свет. Ни ја приредви модерни религии. Таа религиска нетрпеливост и некоја си религиска студена војна што трае цело време меѓу христијанство и муслиманско поделба на секоја основа, дали религиозна, национална, дали каква и да е. Да. Тоа е приказната во Exhibition за Brutality. Така, која што ја користат се разбира некои други на кои имаат полза и финансиски добитки, нели, и моќта ако веќе и моќта контрола. Што е еден од опасните сегменти убаво осветлување за нив. По оваа кратка фуриозна тема имаме Through Waves, уште една инструментална композиција, каде што имаме нанижани ноти на акустична гитара, која мене ми ги отсликува пред се бранувањата на немирното езеро, се тоа е моја интерпретација. Зошто го пресековте албумот со неа? Што кријат брановите за тебе? Го спомнав ово, да, и порано сакавме да има брейк на по албум, некаде од прилика. Знаев дека има акустика и ово имаше интересни ствари направени. Ова ја избравте од нив, од повеќе? Не сеќавам конкретно дали имавме некои си неколку па избиравме или ја донесе ова па ја доработи некако, али така беше некако. А брановите за тебе конкретно како еве се и ти си слушател заради тоа што никој друг не учествува сега во неа. Што представува True Waves за тебе? За мене. Кога ја слушаш, не размислувам. Кога ја слушаш композицијата, што ти буди со оглед на тоа што мене можеби визуелен чин ми е ми буди некои тажни емоции,
со некоја доза на надеж на крајот. Тажно е, ама нема да се откажам, такво нешто ме буди. Океј, непокорот не попушта. Знам дека има светло на крајот од тунелот, би рекол. Ама свесен си во каква ситуација. Да, свесен во колку заебана ситуација се наоѓаме. Седмата композиција е Desolated. За да започнете по оваа инструментална тема со препознатливиот мелодичен дед метал рифови, со моќен брейкдаун по рефренот и еден неочекуван премин на клин гитара, како што умееа на времето, не знам, Мегадет да го направат во раните 90-ти, барем тоа го забележувам јас во оваа тема. Сега, создаван свет во кој ги засадуваме нашите гревови, кој води во свет во пламен. Апокалиптичен призор добиваме, кој што е создаден од долгот кој ќе го платат идните генерации. Каков свет оставаме во рацете на поколенијата? Тешко децата наши. Така? Таков свет оставаме. Тоа е приказната во Desolated, ако зборуваме текстуално. Така. Значи, ние сме едни неми, безпомошни наблюдувачи на злото во светот. Едноставно оставаме една тешка ситуација на нашите деца, кај што не знам колку генерации ќе треба поминат за да се изчисти ова зло и ова неправда што се има десена. Ама како неми наблюдувачи, неми го одобруваме со тоа што премолчуваме. Гледаме, дури му се воскитуваме во некои моменти. Што е одвратно, а сплотеноста нели е еден од тие агенции кои што може да ги придвижи нештата, меѓутоа секој во својот нели тој засебен свет, надвор од себе си и од друштвото и од заедницата, дозволуваме овие неправди на човештвото на лична кожа да ги доживуваме. Да. За жал, се надеваме дека децата ќе бидат подобри од нас за справување со сите проблеми што сме ги наметнале или не сме ги решиле од претходните генерации кои што ни се накалемени на нас. Implored by Hate, 8 композиција на делото, најексперименталната структурално песна според мене од вас, кај што нижете строфа по строфа без класичен рефрен, што мене ми се допаѓа. Фуриозно почнува со соло. Имате по 5 стихови во строфа, каде што го повторуваш петтиот, нели еден од предходните, што исто така одличен потфат. Имате еден мелодичен елегичен пресврт со соодветно елегично соло кое што дополнително забрзува како прогресијата на песната оди кон епилогот. Сега во Implored by Hate пеете дека нема љубов, дека нема доверба, со длабоки рани сме повиени во срам, каде што царува во светот алчноста, човекот е предизвикувач од прецена на страдањето. Зошто баш човекот го наметнува само уништувањето на светот со помош на омразата? Зошто самиот си пука во себе си? Човеков во ствари е единственото суштество што може да се наштеди на себе си. Океј. Ние сме многу интересни створења, интересни битија сме кои ќе размислиш и тоа е приказната во Implored by Hate. Значи сме толку имаме веќе изгубено љубовта и довербата што не знам веќе дали можеме да се оправиме да излеземе на прав пат. Океј. Зошто по омразата? Каде доаѓа таа? Полни сме со омраза. Така? Полни сме со без и омраза. Ама не е канализиран, не е насочен, претпоставам. Од тој страв полни сме со гнев и тој страв тие поделби што не ги прават несигурност во себе. Да, носи цела оваа омраза што имаме во нас, измеѓу нас како битија. А каде се роди потребата за експериментирањето во поглед на структурата? Едноставно, кој што спомнав 100 пати претходно, све се деси спонтано, едноставно темава беше многу интересна во наводници рефренот, што решив мај да го оставиме рефренов без вокал. Так. Да пее гитарата да пее, да. Да пее гитара, да, и така испадна и свиеше на сите, и спонтано супер дојде. Да, е една нова страна на Hardface која што можеби не сме ја гледале, меѓутоа пак повторно е ефективна песната. Ефективно. Нема потреба да имаше доволно строфи и време да се каже текстуално тоа што се кажа, за да можеме комотно да го оставиме отворен рефренот. На самиот крај нели се повторуваат последните стихови. Да се сумирање некакво своеволно, ама да не се повторува во три пати како што тоа го има. И супер, доста интересно аранжмански ја разработив песната.
Баш и поради тоа што заменивте логите. Убаво речи ти во уводов немаме да се вака експериментира на ваков начин ваква песна и Тоа е позитивен експеримент заради тоа што гледаме уште една страна на нас карта лично што бендовски ми е една од фаворитите. Супер. Ќе видиме луѓе како ќе ја прифатат во живо. Одлично. Невес, девета композиција. Започнува тивко и речиси обредно, со помош на тапанот и на клин на гитарата, додека не се пробие дисторзијата и нанижат тие треш рифови, кои што стануваат мелодични во самите рефрени, и имаме еден озлогласен почеток кој што се повторува пред самиот брейкдаун. Во таа композиција пеете дека човекот го побива разумот и го слика небото како затвор, одлична метафора, односно ги заробува своите стремежи. Викате дека старите срца немаат сила да пронајдат пат, а младите се огорчени и желни за крвопролевање пред се. Во последната строфа го давате и клучот дека има место за сите под сонцето, да бидеме еднакви, со минато кое е зад нас и иднина која не дефинира. Колку му робуваме на минатото и се оддалечуваме од нашата среќа. И што е невес? Ние, ајде почнеме од невес. Невес е малце интересна приказна. Невес е Горан конкретно кога ги правеше рифовите, мора да им даде някакво име, за да стават во компјутер. Фер. И точка MP3, да, точка MP3, препоставам дека било 7 и однапако Невес 7, Невес е 7. Да, така остана, пошто после текстот го донесе Горан, немаше наслов и некое време на проби беше Невес, ајде Невес, и на крај викаме, еј брат, песнава остана Невес. Нема потреба да даваме име. Не крстена остана песна. Да, и историја е многу јако. 7. Иако не е седма. Не е седма на албум. За малце не беше седма. Ми текнава во мене, викам, треба да ја ставиме Невес седма, ама не одеше во распоредот. Кој што речи во уводов твој, реално ги имаш многу добро разлобено текстови, не знам што ти додам, веќе разбираш. Имаш две клучни тука тоа е продолжение на причата, да, значи стариве наши родителиве немаја сила да променат нешто. Ние полни со гнев од тоа што го гледавме кога растевме. Само се приклучивме на ставото и на возот. Така, без никаква конкретна желба за да се направи тој исчекор. Место да учиме од грешките, ние не презававме ништо. Така, значи, каде се раѓа па тоа робување на минатото кое што го потенцираме? Зошто во васпитувањето што го добиваме? Добро. Таму се наоѓа друго. Учени сме ние конкретно ко машки, ко машки особи. Ние сме васпитувани. Така. Меша Мохридско сковски литературно како и да е. Слободно како ќе ти дојде така. Ние сме васпитвени да бидеме мажот во куќата. Така. Главата во куќата, да носиме пари, да работиме. Да немаме емоции. Да немаме никакви емоции, точно. Тоа е многу добар детал, да немаме емоции, значи знаеш и сам зашто те премува, значи да сме мажо, да сме главата на фамилијата, дека мора цело сите одлуки да работиме, да печалиме, да правиме за така сме васпитвени. И реално многу тешко е, особено во вакви општества кај нас, во југоисточна Европа, посебно, да излезиш од тој мајндсет, таа зона што ни е задаена и во домашно васпитување и во на училиште или каде и да е. Така, заради тоа што денес таму почна причата за Невес. Да. Затоа што денес е неприменлива таа во модерното општество, заради тоа што во модерното, да. Предизвиците кои што доаѓаат денес ги немало. Кај нас нажалост се уште е. Таа тврдокорност која што станува. Ретко има храброст да излезе од тој калап. И малце да ги отвори очите за подобра иднина, подобар свет. Така. За подобро васпитување на нашите деца. Апсолутно. А тој калап е создаден во друго време. Иднината ја дефинираме ние. Точно. И ја дефинираме сега. Иднината е сега. Така. Сакав само да напоменам дека тој калап кој што го потенцираме е создаден во друго време, под други околности. Во други услови. Точно. И не можеме сега ние уште да го имплементираме него. Заради тоа што денес има други предизвици. На кои што треба соодветно да се реагира и во дадена ситуација за какво семејство станува збор, не треба товарот само еден на еден брачен партнер да падне во каква и да е екзекуција.
Така што ова е убава песна за отварање на сите тие проблематики кои што напоменуваш за домашното воспитување визави денешницата, каква е и колку теорија и пракса не се соодветни во таа ситуација. Композицијата која што го затвора албумот е Феникс, која што започнува со долг мелодичен гитарски вовед, која се урамнотежува за време на рефренот. Сега пеете за хиени кои што сакаат жртвите да бидат без јазик, се хранат со страф и пијат солзи, потенцираш дека животот се купува на попуст и пред се Феникс е символот на препораѓањето. Да. Вие го Конкретно песнава на слободата. така. Вие го Затоа и неслучајно е последна. Одлично, вие го употребувате за да се иницира издигнување од пепелта на традицијата, а во последната строфа го давате и клучот на среќата, каде што викаш во нашите срца има скрија надеж, да потрага по вистинска среќа, Така. слободата бара во себе, ни едно бреме нема да е со презета сила. Ете, така. Кажи ми зошто одлучивте со Феникс да завршите вака да се дигнете од пламенот? Пошто и текстуално целото време се гради една слика и Феникс е некако одговорот на целата таа слика. И плюс е песна на македонски, ако се прочитаат, за не е овако концептуален албум, ако се прочитаат можеби текстовите по редослед и се малку се разлабочи, ке Феникс точно ја опишува во почетокот целата слика на албумот со давање на некој си опис каде треба да се бара спасот. Убав патокас се овие последните стихови, затоа Лично ги напоменуваме. мој ако треба да бирам мој фаворит на албумот рок-н-рол песна, јас така си ја викам. Така, кој што ќе го надживее времето, Да, представувам. да. Од прилика, која е последна направена од нив, ако веќе на првите не се сеќаваме, која беше најфиниширана, Последна која е финиширана. најсвежа? Пробувам да се сетам моментално, ево гледам и во албумот. Може би Exhibition of Brutality, Така. Невес или Феникс, некој од тие три беа при крај, нешто така. Се доработува на крај. Текстуално Ножот крвав претрпе доста измени и Desolated, може би текстуално беа тие две последно текстуално Доработувани, чепкани, добро. доработувани, да. Сега, песните се кратки и концизни, албумот трае 39 минути, нуди простор за повторно преслушување. Зошто па не додававте песни, не го дуплиравте време траењето со дополнителни песни или Немаше потреба, реално 39-40 минути е сосем доволно. Денешно време е многу тешко да го задржиш вниманието на слушателот во брзо, модерно, конзумерско општество. Не знам, ево, секојдневно се среќаваме на Facebook каде и да гледаме нови песни, нови албуми, бендови. Да. Кој колку има време да седне да преслуша? многу јасно само синглки се слушаат или Да, делови од тешко песни, е да ги натераш луѓето да седнат да слушаат долго време иста ствар. Јас остално сум мислел дека идеален албум, идеална должина е од 30 до 40 минути, така да се држевме до тој некој си стереотип. Така, двигат. Мислам дека сосем доволно музика и текст може да се стави во 40 минути. Дефинитивно не е премалку, меѓутоа сепак е доволно, како што напоменуваш, за да се комплетира една целовита. Цела приказна на цела слика, да. За што представува ова дело. Сега кажи ми, задоволен си од крајниот резултат, која би имал повеќе време и средства на располагање, што би променил на ова издание? Многу сум задоволен, не само јас, цел бенд сме презадоволни како испана албумов. Добре. Целата приказна, целото снимање, компонирање, све презадоволни. Дури и звукот. И сега од овој аспект ништо не би променил. Океј. Може би за да ме прашаш исто прашање за 2-5 години, 10 години, ќе ти кажам, ама моментално сега не би променил ништо. Најидеално е што може во дадената идеално. ситуација изведен. Да, не вака немам нешто речеме за други албуми можам одмah да ти кажам. Така. Тој би го смеал, тој би го смеал. Би го отфрлил, не би го направил, ама сега во оваа фаза од бендов ова е изданието. Така. Сега каде би се движел новиот звук? На што би посветиле повеќе внимание? Имате намера повторно да влезете во студио во скоро време или? Нема уште идеја за студио, рано е, само ќе кажам дека се прават песни. Мислам, нема уште конкретна песна, се прават структури, делови, идеи текстуални се трупаат во ноутс и во тетрадки, али нема уште ништо конкретно. Рано е за студио, албумот е свеж и не е уште промовиран. Сега допрва започнува
концертниот циклус, промоции Македонија, промоции на страна. Периодично Треба кажи да ми се свири. кога ви е зацртано во Македонија да се свири освен свирките кои што не помнаа. Сега се закажаните свирки, после не знам, немаме ништо закажано, имаме во април месец балканска турнеја, ќе поминеме на Балканскиот полуостров 10 дена. Супер. Свириме малце Бугарија, Србија, сигурно Словенија, Хрватска, Романија, така Балканите. На север, значи. Да, и ќе видиме како ќе е планот, се надеваме европска турнеја исто во блиска иднина. Треба да се прави Охрид промоција, Охрид нема да биде прескокнат, ќе ја добие најверојатно летово. Така. Али за сега нема конкретни планови, само дека има овие два концерти и април турнејата. Тоа е подефинирано. Супер. На секое твое доаѓање ова ќе те прашам, само чисто колку да проверам до каде е работата. Уште немаш намера да кренеш ракце од музика? Не. Сега сум и најзагреан можеби во животот. Добро. Во сиве 16 години од кога правиме ова, сега некако сите сме се вратевме во тинејдж годините, можда се препородивте као Феникс. Го правиме стварно со кејф. Не интересира ништо друго, само сега што сме сите малце постари и поискусни, поќе се разбираме, малце можеби созреавме, ги остававме егата на страна. Така, тинеџерските болести ги излечивте. Почнавме да соработвиме, да прифаќаме туѓи совети, да се консултираме. Супер. Туѓи совети и мислење, нормално. Пошто не све што си го напел ти мора да биде искористено и добро, разбираш. Јасно. Затоа се различните искуства и погледи. Бендов созреа и затоа сум посебно горд дека после 15 година во 16-та оствари веќе. Така. 16-та година со истиот елан го правиме што го правевме 2004-та. Со истиот кејф. Одлично, тоа е најважно. И не гледам причина за сега за стоп или за крај или за паузирање. Претпоставам дека Хартвест ќе биде активен додека има музички идеи и додека има кејф да се свири во живо. Супер. Сега во текот на изминатата година дали беше заедно со некој друг бенд на турнеја како задолжени од Die Hard Records со оглед на тоа што си активен и на тој дел од букинг, од менеджирање? Со Die Hard бенд не бев на турнеја, од Die Hard Shock Troopers ги издаваме Die Hard, тие беа на турнеја во Европа минатата година и супер поминаа. А јас иначе работам по турнеи како тур менаџер и често патувам. Лани направив сигурно 4-5 европски турнеи. Океј, со кои бендови? Бев со Jungle Road, тоа е death metal бенд. Old school death metal, моќна постава. Америка, поствари цело време со американци, волам кој размислам. Бев со Backtrack од Нью Йорк Hardcore, последната ни турнеја се распадна бендот, опроштена, и бев 3 пати со Turnstile. Океј, тоа се во мај, во јуни и во август. Тоа се млади не се млади, тие можеби колку нас се. Наше годиште. Генерација, така? Да, али многу добар бенд. Така, како бенд со голем раст последниве години, со голем просперитет на Road Runner Records. Така, тоа доволно говори. Одличен хардкор панк бенд. Супер. Со грув пристап од 90-тите како што ми со... Ако сте фанови на Beastie Boys, Alice in Chains, Snapcase и таков калибар на бендови, ова е тој микс што може да го добиете кај Turnstile. Браво. Bad Brains. Одлично комбинација е сето тоа што го напомене. Сега, остануваш на кажаното дека Феникс ќе ти биде најомилена песна на албумот која што сакаш да биде препознаен? Не, дефинитивно нема да речам да, најомилена ќе мене ми се сите песни драги. Јасно. Нормално, пошто која сметаш дека е реминесцентна и препознатлива за самото дело? Кога моментално е Black Sun, пошто таа лансиравме со спот и најмногу внимание доби, пошто дефинитивно сите луѓе кога чекаат нешто и шо и да пуштиш, нормално ќе го провере тоа нешто и моментално Black Sun е нормално најекспонирана песна, али другиве песни последно време добиве доста внимание, пошто сега се сите веќе поставени сегде. Така. Гледам дека веќе се двоет кај луѓе во Ножот крвав и Феникс, нормално македонски очекувано, ама се двоет полека и Power of Fear и Plor by Hate. Така да ќе видиме, не знам, луѓе ќе тоа на концертите ќе го почувствуваш најдобро. Се почувствува луѓе да кажат кои им се фаворити.
Ние во наредниот период ќе освириме цел албум во живо, Мгм. на промоција Одлично. особено, така да сите што ќе додат ќе имаат можност да ги чуат сите песни во живо, што можеби ќе и ретка прилика. ретка можност, да. Пошто тоа е нормално. Кога имаш позади тебе неколку албуми, мора да бираш што да свириш. И во секој момент отпаѓаат песни. Не сетовите се Сепак нов материјал ќе Да, се промовира во да. иднина, да, мора да се редуцира. И затоа јас посебно ги сакам промоциите, пошто се посебно доживување го слушаш целиот албум. Така. И што можеби некоја песна нема да имаш веќе можност да ја слушаш некогаш во блиска иднина, не знам. Точно. А ќе ти биде можеби А омилена. може би од тебе ќе ти албумот, омилена, ама Подоцна и да ја бараш нема да ја таква е, добиеш. таква е ова игра. Да. А ќе свирите и неколку од старите, претпоставувам. Па ќе видиме. Окей. Сигурно некој ќе го фрлиме, да. Да, мора да има, се разбира. Уште наш напоменуваме, концертите ќе се одржат на 14 февруари во Битола, во клубот Вакуум и на 15 февруари во просториите на Младинскиот културен центар во Скопје. Ајде сега кажи ми за сајд проектите. На претходното гостување ми напомена дека со Джими, со Анубис нешто подготвувавте, што се случи со тоа. Тоа е све на пауза. Добро. Не толку многу обавези се случија последно време. Јас добив и син, Така. обавези, работа, турнеи, албумот, снимање, издавање. Во еден момент не ни помислував на никакви проекти, уште остана така, немаме време. Тоа стои, тоа тлее. Не Анубис е проект на Джими, Така. ние имавме друг бенд. Јас За и тој. другиот, да. Ама ништо не е конкретно уште. Песните стојат, имаме доста ствари направени. Кога ќе осетиме потреба и кејф за и кога имаме повеќе време и кога ни се свири, може да излеземе да направиме нешто. Све оставаме на време, ќе видиме што ќе покажете. Така. Во наредни 15 години со што би бил задоволен од бендот? Па се уште барем 3-4 албуми. Така, минимум. Да, и неколку турнеи. Во година. Тоа е планот. Во година. По година. По 5 турнеи годишно и Па не сам дека доволно. албум на 3-4 години мислам дека е Убаво тамански. темпо, убаво темпо, да. Ај сега едно Back to the Future прашање. Што би си кажал на себе си ако можеш да се вратиш назад во времето, како би се посоветувал? Со сето ова искуство денес што го имаш, кога би го сретнал Диму на негови 15, 16, 17 години, 18, што би му рекол? Знаеш дека ме замисли малку. Ете го среќаваш еден ден во джезин, како што се сретнавме јас и ти, и му викаш, Диме, брат, знам што ќе те се деси, така? немој на мен виш ништо фуре го истиот филм, пошто јако ќе ти е. Така, добро. Тоа би му рекол. Ќе го охрабри само да продолжи. Фуре го истиот филм, уште појако фуре го. Добро. Пошто Нема да му кажеш ништо. некои работи би ги направил многу порано. Тоа би му кажал, некои работи ги направил малце порано. Јас често сум самокритичен и Добро. многу некогаш се мислам дали треба вака, чекај, застани, не брзај, сега не, одма. Сега е моментот. Океј, без време за губење. Да. Кажи ми што последно си слушнал, прочитал, погледнал да пофалиш албум, филм, серија, книга. Зашто имаш време? Што ти оставило впечаток? Гледав неколку серии последно. Добро. Гледам Stranger Things, гледав некоја нова серија германска Dogs of Berlin. Океј, Така, акција. акционе, добро. Клише прича, ама интересно, немав гледано германска серија до сега. Океј, добро. Тоа Ти гледам имаат своја последно, продукција. Да, гледам доста документарци, концерти, што се занимавам и често такви работи гледам. Последно читав Буковски, ако не се лажам. Океј, супер. Така нешто гледав еден филм поврзан со него, па нешто после и читав малце Буковски, бев заборавен, немав читано од пред 15 години, знаеш, Океј. да го читаш после некое време. Друго искуство. Поинаку ги гледаш работи. Да. Скроз. Некојаш дури има пократок период, после 2 години иста книга да прочиташ. Различна книга. Слушам ностоп музика. Музика слушам многу. Слушам доста ствари различни. Последно сега тази денес вчера слушам Higher Power, е интересен бенд од Leeds, UK. Исто 90s, има некој new metal, hardcore punk, интересен супер. вајб. Тоа е тази така ми остаде интересен впечаток. Слушав еден интересен hardcore death metal бенд Gate Creeper. Океј, добро. Да, тоа е интересно, тоа сега Убава комбинација. на тоа сме навлечени со Горан, ова неделава Gate Creeper си слушаме. Браво. И слушаме доста слушавме лава Soft Kill.
Да, тоа е интересно бендче, така не можам да го опишам стилов, многу микс на стилове. Што потсетува? Soft kill. Има и електроника малце, има и некој таков не знам како. Industrial band или? Не е industrial band. Не е битно, да не опишеме стилот. Така, добро, окей, значи една поднедна микстура на најразлични влијанија и да не губиме време со тоа. И бранови. Кажи ми, Stranger Things ја напомена последната сезона ја гледаше или? Да. Така, задоволен си од како еволуира воопшто серијата? Да. Те врати во детството и младоста, со оглед на тоа што тоа е еден од елементите кои што Многу јака серија. Јас сум многу ги разработува. Супер. Да би бил дете, верувам дека повеќе би се поврзали со ликовите и со действието. Да. Во наше време немаше вакви филми. Така? Барем не со толку добра продукција не биле одработени. Дефинитивно не така продукција, да. Денешните продукции се чудо како ги прават филмови. Прејако. Одлично. Димо, фала ти многу што беше дел од емисијата. Да напоменеме уште еднаш, 14 февруари, концертен настап на Хартфест во Вакуум во Битола и на 15 февруари во МКЦ. Почеток во отварање врати од 19:30, а во Вакуум во 20 часот започнува свирката. И посакувам многу успех за новиот албум, да го проширите во не само овие два града, туку и во останатите градови на државата, заради тоа што овој материјал заслужува што е можно повеќе ува да допре, да си поминете најзабавно што може на балканската турнеја и да го фасцинират, да ја фасцинират и останатиот дел на Европа со овој моќен звук кој што се роди од југот на нашата држава, а е рамо до рамо со големите имиња кои што свират тој препознатлив мелос кој што вие си го негувате и го присвоивте и веќе ја забележуваме таа постојана еволуција и надоградување и разграничување на бендот како што можеме да забележиме во албумот. Фала ти и тебе, Златко, фала на поканата, фала на вниманието, стално си он топ со све, пратиш, ги имаш разглобено песниве, немав ни можно што да Јас прашам на многу прашања, да. Секоја чест, фала на сите што издржаа до крај, го дослуша ова интервју, се надевам ќе се видиме на концертите, фала на цела поддршка што ни ја давате на сите, идете по концерти, куфете изданија, го пратите бендов, само така се гради цела сцена, се гледаме на концертите. Одлично. Јас сум Златко Ѓелевски, го затвораме гримар на Данси Макабри, го враќам на полицата која останатите изданија кои кријат тајните на универзумот, донареното издание на Данси Макабре, одете на концертите на Хартфест и издигнете се од пепелта на традицијата и удавете го во катран минатото.